господинот Никола Чебабовски, директорот на АД Макпетрол, голема продажба господинот Зоран Долев. Чудовни присутни. Како што ветивме, во првите 2 години од нашиот мандат ја воведуваме мерката за субвенционирана нафта за земјоделска механизација. До крајот на месецов, земјоделците ќе имаат можност да користат поевтино гориво за својата земјоделска механизација. Мерката за субвенционирана нафта за прв пат ја воведува оваа влада. Со единствена цел да им го лесниме производството на земјоделците и да го направиме поекономично. Бидејќи се работи за нова мерка, за почетокот државата ќе покрива 30% од трошоците што земјоделците ги имаат за набавка на гориво на самата механизација. Со можност овој процент во следниве години да расте и до 50%. За мерката од програмата за директни плаќања обезбедивме 200 милиони денари, толку пари ќе се вратат назад кон земјоделците. Со ова мерка ќе бидат опфатени 55.000 земјоделци кои имаат градинарски, пољоделски култури, лозови и овошни насади. Ова беше сложена процедура која бараше прецизни анализи. Затоа во изминатиот период тимовите од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство заедно со Факултетот за земјоделски науки и храна врз основа на повеќе анализи ја изработија методологијата за пресметка на процентот и трошоците што земјоделците ги имаат за набавка на горивото. Согласно изработената методологија, висината на поддршката по корисник е утврдена во зависност од големината на површините и типот на земјоделски култури што земјоделците ги произведуваат. Затоа и персонализираните платежни картички имаат определена висина на средства која зависи од големина на површините и земјоделските култури за кои конкурирале земјоделците за субвенциите во 2018 година. Со нив ќе може да се точи исклучиво евродизел, гориво за земјоделска механизација. Горивото за земјоделска механизација зазема значаен процент во вкупниот производствени трошоци во земјоделството. Ова мерка ќе придонесе за значително намалување на производствените трошоци, што за земјоделците ќе значи поекономично производство и поголеми приходи. Изминатите 2 години Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство континуирано работи на создавање на услови за порентабилно земјоделско производство. Тоа ќе го постигнеме не само преку ова популарна мерка зелена нафта, туку и преку мерките од ИПАР-2 програмата и од програмата за рурален развој, а кои што се однесуваат на набавка на нова земјоделска механизација. Земјоделството е еден од носечките столбови на вкупната економија и затоа како влада посветуваме посебно внимание на политиките кои ги спроведуваме во овој сектор. Со посебен акцент на развојни мерки и проекти, како и нови инвестиции кои ќе придонесат кон забрзан раст на оваа стратешка економска гранка. Нашите политики веќе даваат позитивни резултати, тоа го покажуваат и статистичките податоци кои според учеството на земјоделството во вкупната економија во првиот квартал од годинава е зголемено за 13,6%. Со ова го дочекавме и денот за кој што многу зборувавме. Со ова би сакал да изразам благодарност и до вас, новинарите и медиумите кои упорно не ги следеа за секој чекор што се превземаше во делот на зелената нафта, така да им посакаме поуспешна и економична година на самите земјоделци.